Едноставно сметам дека премногу инструменти добива самиот премиер во рацете. Ако сакаме евентуално да го избегнеме тој политички призвук, ќе мора да се најде модалитет поинаков. Дали тој совет, некој друг да го води и да членуваат повеќе припадници на самите може би граѓанскиот сектор, може би од некои други од собранието и така натаму, да се најде еден модалитет. Не би можел сега да го дадам како готов проект, меѓутоа би требало да се размисли во тој дел. Членот 73, став 1, заснивање на работен однос со спогодбено превземање. Значи, според тој член, работен однос може да се заснива и со работник од друга државна управа, друг орган на државната власт, институција, општинска администрација, администрација на град Скопје со спогодбено превземање. Во помеѓусебен договор на градоначалник и директорот на агенцијата. Лице ќе може да заснива работен однос. Во толку споменувана борба за деполитизацијата, овој член е апсолутно непотребен, бидејќи отвора можности за негова злоупотреба. Односно, повторно преку користење на овој член да влегуваат кадри кои што се блиски до определени кругови. Нешто слично што беше користено и во претходниот закон, односно примање, вработување во Управата за безбедност и контрразузнавање со без објавување на оглас. Кога ќе го прочитаме Законот за координација на службите, некако збунува обидот премиерот неформално да се круниса како неприкосновен во координацијата и носењето на одлуките во безбедноста. Денес немаме проблем со сегашниот премиер и неговата јасна политичка волја и искажан демократски капацитет да ги слушне сите мислења. Но ова го правиме за наредните 10 до 20 години. Што доколку се смени власта, односно такви лоши случаи сведочиме од блиското минато. Долго време имаме искуство со работата на безбедносните служби. Можеме некого да нацртаме дека е најубав на светот, а некого можеме да го прикажеме дека е најлош, така да ги избегнеме тие работи. И во целата таа накрај приказна со селекцијата, членот 189 задолжително да се преработи, бидејќи автоматски отказ на луѓе кои работеле во службата за безбедност и се стекнале во минатово со многу информации, оперативна мрежа на терен, со работничка мрежа, контакти со други служби или не знам како, дури и продор во криминалното подземје, а оставајќи ги по нивна вина, ете не мора да е тоа да не прејудицираме било каква политичка цел за нивно отстранување од службата, по нивна вина оставајќи ги на улица буквално со отказ, може да предизвика состојба која имавме шанса да ја гледаме 90-тите години во Бугарија.